Среќните пензионерски денови му траеле кратко. Само една година по пензионирањето ја дознал диагнозата што целосно му го променила животот. Повеќе од половина работен век го поминал во индустријата, додека работела фабриката каде што се вработил како млад. Не куртулил од толкањето ни социјалната мизерија на транзицијата. Се додека не го нашал спасот во комуналните услуги. Сигурна плата, осигурување, почитување на работното време, целосно исполнети работнички права, освен едно. Се работело на отворено и често во екстремно загадени услови, особено во зима. Па сега, чувствуваме. Мали орлеко, кога сме почнали со работа, 70-те, како сега. Сега помали. А те гледа како постерот за мене е тоа да си... Ракот на белите дробови не му бил непознат. Некои негови колеги воопшто не ја дочекале пензијата. Затоа веднаш знаел што го очекува кога ги слушнал лекарските наоди. По диагнозата се бори со болеста, но и со тешка депресија. Постојано се чувствува изнемоштено и многу ретко излегува од домот. Говори нејасно и неповрзано. Ние постарите човек. Сега тешко да издржи. Тешко да издржи некој на... Сега нема како порано што има топлини со договори до скоро 40 степени. Нема во гаље, нема во печење на кожата. Сега е... Уми Божи. Без оглед на условите, тој и неговите колеги совесно ги извршувале сите работни задачи. Си помагале меѓу себе кога можеле. Се што е право да кажам дека си спомнувам. Имаше некоја стација, повеќе беше... Ако сакаш да преживееш нормален живот, тоа ти не. Дури и кога им пречало големото загадување, ретко разговарале за тоа. Биле задоволни со тоа дека не мораат да се грижат за платата. Но дошол денот кога сето тоа се наплатило. Уште колкумина ги чека оваа судбина. Секој ден илјадници комунални работници излегуваат надвор на работа. Ги чистат улиците, ги уредуваат парковите, го поправаат асфалтот, ја одржуваат инфраструктурата. Нивната работа не може да запре. Градот и граѓаните се подпираат на нив. Тие се изложени на загаден воздух од 120 до 260 денови во зависност од годината. Препораките од Светската здравствена организација се да нема повеќе од 35 дена пречекорување на максимално дозволените концентрации на частичките ПМ10, најголемиот загадувач на Скопје. Значи и во најдобрите години нивната изложеност е 4 пати поголема. Но не е проблемот само во бројот на деновите, туку и во интензитетот на загадувањето. Во изминатите 20 месеци имало 22 дена, кога концентрацијата на ПМ10 частичките била над 150 микрограми на кубен метар во делови од Скопје. Имало 16 дена кога вредностите биле над 200, 10 дена кога надминале 250, 13 дена кога биле повеќе од 300, 4 дена кога се искачеле над 400 и 2 дена кога достигнале 500 и повеќе. Ова се просечни концентрации за 24 часа. Часовните, кои ги бележат мерните станици, одат и далеку повеќе. Препораките објавени од градот Скопје се дека кога загаденоста ќе се искачи над 450, треба да се избегнува секаква активност надвор. Но и во такви услови, некој чисти, уредува, поправа дефекти. Здравствените експерти многу пати објасниле како ПМ10 частичките го уништуваат здравјето. Толку се мали што навлегуваат длабоко во белите дробови, некои дури и во крвотокот. Предизвикуваат потешкоти во дишењето, кашлица и иритација на дишните патишта. Ако некој веќе има проблеми со респираторниот систем, тие му се влошуваат. Генерално не постојат симптоми кои што се разликуваат во зависност од тоа дали сте изложени професионално или сте изложени на ризик фактори кои што се од надворешната средина не поврзани со вашата работа. Но некои се изложени на сите овие опасности секој ден, по цело работно време. Има начини како работите на отворено да се извршуваат побезбедно, и јавните и приватните. Но тоа е далеку од стандардите во земјава. Работодавачите треба да направат така наречени ладни комори или пак топли комори во кои што работниците ќе одмараат, ќе добиваат топли напитоци, ќе добиваат ладна вода
И на тој начин ќе бидеме сигурни дека работодавачот превзел се што е негова обврска за да овозможи услови за здрава работа без при тоа да биде загрозено здравјето и работната способност на работниците. Има начини и како подобро да се заштити здравјето на работниците, дури и на оние најизложени на ризик. Систематските прегледи се поставени така што колку е работното место поизложено на ризик, толку тие се почести и потемелни. Секоја година околу 40 овластени установи за медицина на трудот се ангажирани околу 360 здравствени работници за оваа намена, прегледуваат речиси 170.000 работници, што е 1/4 од вкупниот број вработени во земјата. Во 2017 година, кај речиси половина било утврдено дека здравјето им е нарушено, но за само 1% е оценето дека веќе не се способни или имаат нарушена способност да извршуваат својата работа. Но не е дека безбедните работни места го подобруваат просекот. Дури од посебните прегледи кај 45.000 работници што работат во услови на зголемен ризик по професионалното здравје, од кои 15.000 работат во неповолни микроклиматски услови, резултатите се слични. Кај 2% била утврдена ограничена работна способност, а кај 0,6% дека веќе не се способни. Дали работниците се извонредно силни и отпорни, или со прегледите не се наоѓа се што треба да се најде? Нашиот пензиониран работник добро се сеќава на својот последен систематски преглед. Ти заврши преглед, ќе ти каже све, ти што имаш болки ќе ги осрнеш, ако сакаш да работиш, ако не, болување, знаеш кој ти се платила? Никако. Ако работиш, ако не, исто како се. Не е секогаш лесно да му се соопшти некому дека е неспособен да извршува својата работа. Во економските услови во кои што живееме, луѓето повеќе се грижат за обезбедувањето екзистенција, отколку за заштита на здравјето. И тука се наоѓаме во една ситуација во која што често пати треба да ги имаме предвид и социјалните аспекти на работењето, финансиските, економските, семејните елементи и во тоа сме принудени да правиме многу компромиси во кои што нема да направиме социјални, семејни, економски и не знам какви проблеми, а сепак ќе го заштитиме здравјето на работникот. Поради тоа и ретко се пријавуваат работните услови неповолни за здравјето. Судската пракса е полна со случаи во кои работници барат одштета откако настрадале во некој конкретен инцидент, но не си ја бараат правдата поради хронични заболувања што ги добиле бидејќи биле постојано изложени на лоши работни услови. Има начини како да добијат правна сатисфакција, но незнаењето, недовербата во системот и стравот од скапи судски процедури се меѓу можните причини што ги одвраќаат од тоа. Ке се направи медицинско вештачење, се има лекари од соодветна здравствена дејност, за докажување се докажува, меѓутоа сметам дека има повеќе пречки кои што ги обесхрабрува луѓето. Значи, една од основните е тоа што не знаат луѓето дека непочитување на препорака, работење во небезбедни работни услови, работење на високи температури и слично, мислам, голем дел не знаат. Сега секоја чест на исклучоците. Голем дел не знаат дека постои такво право кое што за нив е уставно загарантирано право. Да не наблегуваме во законската регулатива, значи уставно загарантирано право е да бидат работниците заштитени на работното место. Понатаму, како што го споменав и претходно, се обесхрабруваат. Имаме тука ситуации кај што не веруваат и во правосудниот систем. Нема доволно финансиски средства за да ја бараат правдата пред суд. И сите вработени да при вакви проблеми се обратат до Државниот инспекторат за труд, било во дирекција или во 30 подрачни единици во цела Република Македонија. И ние можеме во вореден надзор да утврдиме дали тоа така или не. Во моментот Државниот инспекторат за труд располага во цела Република Македонија со 33 инспектори по безбедност и здравје работа. Тоа е премал број за да се покрие целиот тер. Но по задолжение од работа, секој инспектор има 2 надзора во текот на денот. Значи на ден би биле 66 надзора. И со само 33 инспектори за безбедност и здравје при работа за целата држава, институцијата што ја раководи Хавзију секој месец наоѓа меѓу 1000 и 2000 работници на кои не им биле извршени задолжителните здравствени прегледи. Но дали другите се соодветно прегледани? Уште од кога е воведена оваа законска обврска, виси прашањето дали прегледите се прават за да се задоволи законот или за да се исполнат потребите и правата на работниците.
Од 2013 година беше воведена контрола на квалитетот на прегледите. Државниот инспекторат за труд врши надзор заедно со Државниот здравствен и санитарен инспекторат. Нашиот дел гледаме колку вработени има, значи по основ на М1 и М2, гледаме дали според проценката на ризик се направени соодветни здравствени прегледи. Квалитетот на самиот здравствен преглед, нашите инспектори не се стручни да го проценат. Тоа е дел на ДСЗ. Во периодичните извештаи на Државниот санитарен и здравствен инспекторат нема податоци за извршените контроли на квалитетот на систематските прегледи. Како дека доколку сакаме да утврдиме дали постои некое заболување поврзано со работното место, единствениот начин да го утврдиме тоа е да го следиме здравието на вработените. Често пати ја давам на аналогија каде што како деца имавме еден, барем јас сум живот, имавме еден цртеж кој го спојувавме, точките ги спојувавме, на крај добивавме една фигура. Тој цртеж, ако го пресликаме во годишните прегледи, всушност тоа се прават или на 24 месеци за одредени професии, ќе утврдиме дека сликата за здравствената состојба, поточно влијанието на работното место врз здравието на работникот, ќе ја добиеме тогаш. Доколку имаме податоци само кои ги правиме заради инспекција, тоа ќе имаме податоци само заради инспекција. За министерката Мила Царовска, системот во оваа област е поставен и треба да функционира. Македонија треба да знаете дека е една од ретките земји каде што имаме толку чест систематски преглед. И тоа е добрата наша страна. И тоа во Европската Унија исто е почитувано и земено како позитивно, затоа што навистина систематскиот преглед е основа да знаеме со каков работник така располага компанијата и ако има нарушување на здравствената состојба, треба самиот систематски преглед да препорача менување на работното место. И тоа е она кое што очекувам компаниите да го почитуваат и исто така таму има лица од работниците одговорни за безбедност и здраве при работа кои што може да алармираат ако нештото не се почитува. Светската банка пресмета дека 1350 луѓе во Македонија годишно ги губат животите поради загадениот воздух. Климатските промени може да го влошат овој проблем. Дождот, како најголем прочистувач на ПМ10 частичките, ќе го има се помалку во Скопската котлина. Според истражување на НАСА, во одредени услови и самите частички може да влијат за да се намалат врнежите. Земајќи го сето тоа предвид, ако не се подобри заштитата од загадувањето, заштитата при работа при неповолни микроклиматски услови, како и квалитетот на прегледите, се помалку работници на отворено ќе ја дочекуваат својата пензија и се пократко ќе уживаат во неа. На другата страна од климатската приказна е растот на температурите, кој веќе со години ги прави летата се потопли, а работните услови во нив се понеподносливи. Но многу е голем бројот на работници што не можат да си дозволат да размислуваат за условите. Треба да се земе плата, да се платат сметките, да се нахрани семејството. И климата не може да им стои на патот. Потрагата по живеачка му го загрозила животот на овој скопски работник. Се справува со хронични срцеви заболувања повеќе од 2 децении. Менава се некоја болест, има еден инфракт. Клапна снагата, неке да се работи, неке душа. Свеста сака, меѓутоа душата неке. И почна полека, све помалци да се работи. Прифатил работа што мислел дека е лесна, но која набргу се покажало дека значи често изложување на високи температури и на неповолни временски услови. Во мала компанија за уредување дворови, каде што работел со неколкумина помлади колеги. На почетокот мислел дека најмногу ќе се работи во пролет и во есен, кога временските услови му одговарале. Меѓутоа почна да се зголемуваат работите. Почна да се работи и летно време. Почна да се работи температуриве почна да растат многу топло. Немаше пауза, се мора за доручек. Немаше портокалова жолта фаза. Немаше одиш приватно, тоа е тоа. Меѓутоа ете така. Мора човек некако да се снаоѓа, да се бори
со животот и со потребите за да обстане. Но дури и на пролет и на есен, кога имале најмногу работа, условите не биле секогаш пријатни. Вообичаените временски услови се менуваат и во овие периоди. Временските услови се тие, меѓутоа големи промени имаш. Ветрови, дождови, автоматски двор како двор, треба, кал, после дожд, кала треба да се уреди. А треба да му оставиш на човекот да не се познае дека се уредувало, дека се газело, да нема калеви, да после тоа да се исчисти, да се дотера. Така да не знам, мислам едноставно доаѓаше све потешко, а и мене здравствената состојба ми се влошуваше. Со дополнително влошено здравје и со намалена способност дури за полесни работи, овој работник ги троши минималните заштеди од целиот свој работен век и ги брои деновите до старосната пензија. Помладите од него мораат да продолжат да работат на истите работни места на отворено. Секогаш ке треба некој да гради, да уредува паркови и градини и да врши други работи со кои се изложува на неповолни климатски влијанија. А тие ке стануваат се понеповолни. Растот на температурите во Скопје и особено зачестеноста на топлотните бранови е веќе документирана во публикациите објавени од Министерството за животна средина и просторно планирање. За топлотен бран се смета период од најмалку 6 дена, кога максималните температури се за 5 или повеќе степени повисоки од просечниот максимум за тој месец. Во Скопје во периодот од 1961 до 2012 година имало вкупно 87 вакви случаи. Најчесто траеле по 6 или 7 дена, но достигнувале и до 16. Најдолгиот топлотен бран во целата држава бил во Гевгелија, дури 22 дена. Но бројот и должината не се главниот фактор за загриженост, туку движењето по периоди. Во 60-тите и 70-тите тие биле ретки, зачестиле во 80-тите, а од средината на 90-тите речиси нема година кога не се појавуваат. Во 2012-тата ги имало дури 8. Уште позагрижувачки тие веќе не се јавуваат само во летните месеци, туку може да се очекуваат во целиот период од март до октомври, токму кога работата на отворено е најинтензивна. Се очекува кон средината на овој век да има и по 18 топлотни бранови годишно, а по 2080 година и по 60. Човековиот организам тешко може да го издржи тоа без последици. Високите температури сами по себе се ризик за појава на одредени болести кои што таргетираат повеќе органи или системи во организмот. И тие високи температури може да предизвикуваат нарушувања пред се на цереброваскуларниот систем, може да предизвикуваат проблеми на кардиоваскуларниот систем, на губрезите или на црниот дроб. Кога кај одредени работници овие органи се веќе таргетирани како резултат на одредена болест или заболување кое што може да биде повторно поврзано или неповрзано со работата, потребно е да се препорача нивно отстранување од тоа работно место, односно препорака да не се работи на високи температури пред се поради тоа што имате предиспозиција за прогресија на болест. Не е сеедно дали некој седи и нема некакво посебно движење или посебна физичка активност на работата, или има лесна, средно тешка, тешка или интензивна, тешка физичка работа во исто време. И секако не е сеедно дали тоа е во прашање млад, возрасен организам, лице кој има одредени заболувања, како што се кардиоваскуларни, како што е диабет, како што се одредени заболувања на нервниот систем, локомоторниот систем. Работникот имал хронични заболувања, но кај сопственикот роковите биле на прво место. Одевме на работа и на жолта и на портокалова фаза, не пријавувавме, затоа што едноставно јас лично го молев човекот да ме прими на работа, да ми даде нешто да може да се офтане све. И сега на таа негова добрина, додам да го пријавам, да му наштетам и него, а да си наштетам и себе со тоа, не сакам. Беше напорно, тешко, меѓутоа сепак ете така. Некако го претерувавме денот. Без разлика што водел мала фирма, неговиот работодавач имал обврски што не ги исполнувал кон вработените, за да може да ги исполни сите обврски кон клиентите. Мора да обезбеди една климатизирана просторија, зависи дали е надвор студено или е топло, значи загрејана, тоа е шелтер или за солниште, или со клима уред ако е висока температура. Потоа мора да се организира работниот процес согласно временските услови. Тоа е она што велиме во
најголемиот интензитет на високата температура од 11 до 17 часот, да не се работи, а да се реорганизира работно време во останатиот период од денот. Рано сабајле или покасно од 17 часот. Може да се направи распоред на ротација на работници, се воведуваат чести паузи, може да се во зависност од топлотните индекси ќе зависи должината на паузата и работата. Инспекторатот за труд е должен да контролира дали работодавачите ги исполнуваат овие обврски, особено кога има вонредни работни услови. Инспекторите имаат по два надзорната и они ги гледаат климатските услови. Но во екстремните моменти, значи препораките доаѓаат од Министерството. Во нормалниот процес работен, ако е климатизиран, ако е согласно проценката на ризик на работно место, тоа се е окей. Но кога Министерството дава други насоки, тогаш ние де факто се фокусираме во тој дел кој што е неизложен вработеник. И тука се фокусираме во тој дел. Дали тоа ден, 2, 3 или недела дена. Лани имаше, мислам, непрекинато скоро 7 дена, оваа година нели немавме. Така да целиот фокус на нашите инспектори тогаш е, еве да кажеме, градежништво или било што друго што е надвор кај што влијаат климатските промени. Ако работодавачот не ги применува овие мерки, тогаш инспекторот може да даде и забрана за работа за денот. Од месечните извештаи на инспекторатот може да се види дека во последниве 3 години бројот на изречени забрани за работа бил значително поголем во периодите кога имало топлотни бранови и препораки да не се работи. Сепак, бројките се мали во однос на бројот на компаниите и вработените. Но дали препораката како средство е доволна за да ги заштити работниците или заштитата би била посилна со дополнети и прецизирани законски одредби? Дали е потребно работата автоматски да престане кога температурите ќе се искачат над одредено ниво? Немаме пропишано минимални услови во кои што работникот треба да работи на отворено, значи кога имаме неповолни климатски услови, кои што работодавачот треба да ги применува за да се заштити здравјето на работникот и да се зголеми сигурноста на работникот. Понатаму, значи, кога би се пропишале тие минимални услови, секако тие би зависеле од видот на работното место, тежината на работата која што работи, меѓутоа возраста на работникот, неговата здравствена состојба и од психофизичката состојба на работникот. И не е толку важно што е на хартија, колку што е важно што е во практиката. Значи, ние може да имаме и препораки, меѓутоа, ако не се почитуваат препораките и ако за тоа имаме глоби кои што се изрекуваат, не е важно дали е закон, дали е препорак. А имаме и обратна ситуација, може да имаме законска регулатива, да имаме 10 закони, и специјални и општи, меѓутоа ако во практиката не се почитуваат и се толерираат тие непочитувања, значи пак немаме ништо како позитивен пример за воиднина. За заштитата при работа има закон, стратегија, 20 правилници со преточени 25 регулативи на Европската Унија. Министерката Мила Царовска вели дека владата е секогаш подготвена ако треба и да ја дополни легислативата. Одиме во дополнително усогласување и отварање на Законот за безбедност и здраве при работа. Анализата што ќе добијам ќе стане јавна и достапна до сите медиуми, до сите граѓани, за да видиме дали сме на истото, зашто тука имаме здруженија за безбедност и здравје, имаме работодавачи, синдикати со кои што јас сум во постојана комуникација за секоја законска измена што е права. И тие ќе ги погледнат анализите и заеднички ќе донесеме одлука во која насока ќе менуваме закон или ќе носиме дополнителни правилници. Сепак, додека сите прсти се вперени во работодавачите, тие имаат да кажат дека одговорноста треба да се сподели. Често се случува во праксата. Работодавачот склучил договор со овластена организација која ќе му ги изготви изјавата за безбедност, која ќе направи проценка на ризик на работните места, но од друга страна, ако утре настане некоја несреќа, таа организација стручно нема никаква одговорност. Одговорност се сведува само на работодавачот. Додека земјата се подготвува за климатските промени, малку се размислува како ќе се оди на работа и како ќе се работи кога условите ќе стануваат неповолни во се подолги периоди. А има многу теми за размислување. Климатските промени самите по себе представуваат, би рекол, уште една тема на која ние не се снаоѓаме баш најдобро. Македонија самата е позната како татковина или поточна земја на сонцето. Тоа значи 260 денови во текот на годината ние имаме сончеви денови. Но дали ние нешто превзимаме по однос на тоа? Дали ние врз основа на тие информации правиме некои превентивни планови?
ќе ме фатите неспремен тука да ви кажам било каков одговор. Знам дека не е субјективно. Знам дека тоа го прават одредени институции, како што е Институтот по медицина на труд. Знам дека дури има и компании кои се трудат да, например, ги превенираат овие работи. Дали ние сите заедно тоа го правиме, најверојатно одговорот на тоа ќе го дадат податоците на болни луѓе со меланом, рак на кожа. Нема доволно прецизна регулатива за работа во екстремни климатски услови. Нема ниту доволен ангажман на работниците да бараат поголема заштита при лошите климатски услови, поради стравот да не им биде загрозено работното место. Непознат е квалитетот на систематските и на другите здравствени прегледи. Има илјадници откриени и голем број неоткриени работници на кои не им се извршени задолжителните прегледи, а и годишниот опфат е на само 1/4 од вработените. Се прават компромиси колку што е можно со проценките на работната способност, зашто никој не сака да ја загуби работата. За безбедноста на стотици илјади работници се грижат 33 инспектори. Има улоги и одговорности што треба подобро да се дефинираат. За сето ова мора да се најдат одговори, бидејќи се наоѓаме во подречје каде што промените веќе се очигледни, а ќе стануваат се подраматични.